Време е за нашиот втор разговор во студио. Со претходната тема можеби го отворивме блокот кој што ни следува и кој што е посветен на од неколку аспекти на безбедноста на интернет просторот, говор на омраза. Го очекуваме кај најавам и Михајло Донев со неговото јавување за тоа дали има правна постапка кога постои говор на омраза на социјалните мрежи. Меѓутоа, нашата гостинка следно ќе биде Тамара Чаусидис од Советот за етика во медиумите во Македонија и со неа разговараме од еден друг аспект од оние кои што ги даваат информациите и која е линијата од известување до потрага и лов на кликови, каква е одговорноста на медиумите, особено на онлайн и каков е таму филтерот. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Добро утро. Господје Чаусидис, како ја оценувате кај нас, еве на почеток, етиката, кодексот на сега не знам како да го поставам прашањето, да, на новинарите во секој случај, меѓутоа посебно кога станува збор за тој клик, сега што често пати го нарекуваме, да се дојде до сензација, да се отвори што е побрзо, односно да имате што е можно повеќе отварање на вашата вест, посебно кога зборуваме за пишаните медиуми. Се почитува ли тој кодекс? Новинарството и брзината и борбата за сензација од секогаш одат заедно, но технологијата сега не доведе во ситуација таа борба да е веќе толку приоритетна што се запоставува точноста. Например, на сметка не е ништо спорно да сакате да бидете брзи, меѓутоа тоа не сме да биде приоритет, односно да ја запоставите точноста само на сметка на брзината. Дотолку повеќе што технологијата е до таа мера напредна што алгоритмите се побрзи и вие како новинари, како медиуми, битката за брзина ние ја загубивме. Ние сега треба да го нудиме она што вештачката интелигенција, алгоритмите и алатките, механиката не може да го понуди, а тоа е точност, контекст, објаснување. Веста сама за себе може да се дознае и без новинарско посредство или медиумско посредство. Или алгоритмот е новиот уредник на некој начин. Не би требало така да биде. Јас велам дека можеби на моменти делува безнадежно, но не. Сепак не е. Мислам дека има простор за добар и професионален и медиум и добро и професионално новинарство. Сведоци сме на зачестени случаи кога во трагични настани ситуации навистина на некој начин се злоупотребува самата вест и случка, така што конкретно за тие информирања која е црвената линија? Тоа се многу тешки ситуации и едни од најтешките најголеми професионални предизвици за медиумите и новинарите. Меѓутоа, знаете, ние како општество сме во состојба на една континуирана траума. Нас ни се случуваат трагични удари и немаме време помеѓу да ги процесираме како заедница. Новинарите и медиумите не се надвор од ова општество, тие се дел од општеството и ние сите сме во една континуирана и акумулирана траума и стрес. Таа црвена линија за која вие зборувате, таа теоретски е многу лесно препознатлива, меѓутоа во пракса замаглени се линиите. Она што е клучно е да ние велиме морате Советот за етика излезе со насоки да се бидат воздржани. Тоа не значи да се биде воздржани да не се информира, туку да се мисли на тоа како се информира. Тоа е клучно, да не се сензационализираат информациите. На тој начин вие правите штета, тоа е проблемот. Особено во ситуации на големи трагедии. Од ваше искуство, поднесуваат ли граѓаните, организациите жалби, пријави и за што најмногу станува збор, за какви прекршоци овде од вашето искуство? Па, во Советот за етика сега имаше пресконференција и на сајтот на Советот за етика може да се видат тие статистички податоци. Оваа година имаме, постојано расте бројот на жалби
што ги добиваме. Јас сум член на комисијата за така. жалби. И оваа година имаме, јас не би зборувала сега во прецизни бројки, преку 95-6 жалби имаме разгледувано. Најчесто жалбите се однесуваат за неточно информирање, за необјавување демант, за немање втора страна и за говор на омраза. Убав овој во темата, го бараме Михајло на линк со неговата гостинка, зборуваме има ли правна постапка за говор на омраза, каква е процедурата, која е правната процедура, како да се заштитиме и има ли позитивни примери од кај нас, односно разрешници. Го прашуваме Михајло Донев и го вклучуваме во третото линковско вклучување ова утро. Михајло, добро утро, уште еднаш и повели. Така е, драги, добро утро уште еднаш. Како што кажа и ти во најавата, говорот на омраза е и тоа како присутен во 21. век, посебно во онлайн просторот. Ниту еден не е имун на говор на омраза. Многу е важно да знаеме како да се заштитиме, која е правната рамка и кои права ги имаме кога ќе се најдеме во една таква ситуација. Токму, поради тоа, ова е нашата утринска тема и утрово се наоѓаме во просториите на канцеларијата на адвокатката Мимоза Салтирова. Мимоза, добро утро, благодарам што сте дел од Македонија на утро и што прифативте со нас утрово да зборуваме на оваа тема. Благодарам на поканата, задоволство е моје секогаш да разговараме за некои специфични теми, каде што ќе може да ги поучиме граѓаните или да ги подсетиме кои се нивните законски права и како да се ги остварат истите. Така, кога сме кај законот и правните рамки, како е дефиниран говорот на омраза во онлайн просторот кај нас и колку лесно може некој да ја пречекори онаа граница од слободен изразување, сето тоа да премине во говор на омраза? Да, па границата е многу тенка. Мислам дека она демократско општество и слободата на изразување, сметајќи ја и компарирајќи ја како слобода на говор, има една многу тенка граница и една специфична нишка каде што од слобода на говор, од едно демократско слободно изразување може да дојдеме до стварање на кривично дело. Така што тенка е границата и треба да разликуваме дека нашиот став како личности кои што сакаме да искажеме нели одредено мислење, можеме да го кажеме дури и со употреба на сарказам, но никако не смее да ставаме во својот говор нешто што е навредливо, омаловажувачко и кое што може да тенко да ја премине границата и да стане кривично дело. Така, кога одреден граѓанин веќе ќе се јави во улога на жртва на говор на омраза, кои се чекорите кои што треба да ги направи од правен аспект? Дали најпрво да повика адвокат, како треба едноставно оној процес на заштита правна регулатива во Македонија, како да постапиме кога сме жртва на говор на омраза во онлайн просторот? Да, говорот на омраза некако последните децении мислам дека ја добива својата експанзија не само во Македонија, туку и во рамки низ целиот свет. Како да се заштитиме? Првично мораме да знаеме смирено да изреагираме, доколку се најдеме како личност која што некој не напаѓа на онлайн просторот, односно во медиумите, морам да напоменам дека тоа по нашето законодавство исто така се смета како доказ. Значи, говорот на омраза може да се смета како кривично дело и кога го сретнуваме во онлайн просторот, односно на социјалните мрежи, најчесто користени кај нас Facebook и Instagram. Личноста или лицата треба самостојно да се заштитат на начин каде што ќе обезбедат самостојно докази, онолку колку што можат. Значи, скриншот, принт рекординг, доколку се работи за стори, доколку може да се документира профилот и така натака. Имаме специфики секако. Значи, често пати се случува тој говор на омраза, закани, понижувачко однесување да бидат од лажни профили. Тука треба да се пријави во Министерството за внатрешни работи, кои што имаат своји механизми, каде што ќе може да се утврди IP адресата.
Така што секако советувањето со адвокат или ангажирање адвокат во првата фаза е многу важно, но исто така сакам да апелирам и да напоменам дека оној кој што ќе се најде нападнат со говорот на омраза, навредувачко, понижувачко однесување, не смее да се впушта во тие коментари и да дојде таа една лавина, па се вклучуваат и други луѓе и се губи суштината, доколку некој навистина се почувствува обесправен, онеправдан, секако дека има национални законити постапки како може да се го оствари своето законско право. И ќе ми дозволите тука да напоменам, поради тоа што кажав кривично дело, меѓутоа ние можеме да се сретнеме во онлайн просторот и со дискриминаторско и понижувачко однесување, кое што има веќе еден третман на граѓанско правна постапка. И тука жртвата или оној кој што е нападнат, обесправен да кажеме, има право да поднесе представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и да води граѓанска постапка за надоместна навреда и клевета, утврдување тоест. Така. Веќе рековме во најавата дека никој не е имун од говор на омраза пред се на социјалните мрежи, меѓутоа постои една категорија на граѓани, посебно оние јавни личности, сите оние кои што имаат јавни професии, кои што се поизложени. Дали можеби има некои посебни канали за нив за заштита, како тие да се заштитат, бидејќи речиси секојдневно се на удар на говор на омраза? Точно, да. Тие негативни коментари, слободно можам да кажам дека повеќе се лепат на личности кои што се јавно експонирани, без оглед дали се работи за политичари, новинари, артисти, уметници, пејачи, блогери и сите други кои што имаат поголема бројка на гледаност и едноставно секојдневно да кажеме или често се присутни во медиумскиот простор. Кога кажувам медиумски простор, зборувам и за интернет просторот. Механизми на заштита има, обично политичарите имаат личности, мислам, професионално треба да е така, личности кои што им ги водат тие канали, треба да се стават одредени забрани, да се таргетираат одредени зборови кои што нема да може да се примаат во коментарите на објавите на социјалните мрежи. Треба да се прочистуваат текстовите, да се верификуваат и така натака, така што тоа е еден механизам кој што претходи на говор на омраза. Но секако сакам да напоменеме дека исто така во делот на користење на Facebook и Instagram, ние имаме можност веднаш да реагираме, односно да направиме репорт, да ја кажеме причината и да спречиме понатамошна лавина на негативни реакции. И секако сакам да напоменам дека како говор на омраза во нашето македонско законодавство немаме таква точна формулација. Туку вчера кога се договаравме за разговорот, значи јас се потрудив да компарирам кои кривични дела би можеле да се третираат по подговорот на омраза. Тоа е член 144 од Кривичниот законник, кој што гласи загрозување на сигурноста, каде што тука под став 2 ние и во вршењето на семејното насилство, значи говорот на омраза често е предходница на сторување на некое кривично дело, не зборувам за секое, меѓутоа глобално и статистички и од искуство може да го кажеме тоа како забележување. Обично оној кој што има насока нели да направи нешто поголемо, некако првично својот став го искажува на социјалните мрежи, пишува одредени постови кои што отпосле кога се анализираат се загрижувачки, но во моментот никој не дава така големо значење, така што можеби како превенција треба да имаме некој орган во Македонија кој што повеќе ќе се занимава со тие онлайн објави.
Така, секако превенцијата е многу важна за потоа тоа да не ескалира и во физичко насилство. Точно. Господи Салтигова, ви благодарам многу на овој разговор и на секако на советите кои што ги испративме одат. Ви благодарам на посетата, се надевам дека повторно ќе разговараме подлабоко на ова или на друга тема. Така, се надевам јас, ова е навистина една интересна тема со адвокатката Мимоза Салтигова. Утрово разговаравме за тоа како во правни рамки во Македонија е дефиниран говорот на омраза, но и за тоа секако како да се заштитиме кога ќе се најдеме во ситуација да бидеме жртва. Михајло, ви благодарам на разговорот. Ние овдека имавме паралелно уште една дебата, меѓутоа продолжуваме официјално, односно го продолжуваме разговорот во студио. Да, со нашата гостинка Тамара Чаусидис од Советот за етика во медиумите. Разговаравме додека траеше линковското вклучување на колегата Донев. Па еве така ќе го продолжиме и во живо разговорот. Што се случува кога медиумите го објавуваат идентитетот на жртвата пред тоа да го сторат официјално институциите? Па и на жртвата и на по другата страна, да. Предпоставениот сторител. Па деликатно е прашањето, нема црно-бел одговор, затоа што по правило тоа е забрането. Тоа е и етички и законски забрането да објавувате приватни податоци. Тука завршува дилемата што правиме. Меѓутоа, ние сме едно општество, како што реков на почетокот, со една навистина континуирана колективна траума. Постојано имаме серија информации за големи трагедии кои не успеваме да ги процесуираме. Од една страна, тоа е цената на партизацијата и корупцијата. Поради тоа немаме доверба во системот и во институциите и многу често, сите мои колеги знаат, дека граѓаните се обраќаат кон медиумите како кон адреса која треба да ги реши, повика надлежните, да го каже виновникот и така натаму. И сега имате ситуација кога новинари си даваат за право, зимаат морална позиција, а не професионална, си даваат за право да пресудуваат, да именуваат, да следат некого, да го практично го изложат на медиумски линч, кои што потоа, нели, на тој начин сакаат да се осигураат дека потенцијалниот сторител нема да помине неказнето, а меѓутоа тоа не е професионално. И тоа не е ниту морално, ниту е законски дозволено, меѓутоа обично луѓето во таква ситуација немаат сила да тужат, но од етички аспект вие дополнително ја продолжувате траумата, внесувате луѓе кои што јас се сеќавам своевремено имавме ситуации кога при самоубиства се шпекулираше за мотивите. Па се прозива родителите на детето или така нешто. Тоа се страшни работи. Тоа се дупли и тродупли виктимизации на семејствата. Потребна е воздржаност и потребно е почитување на приватната болка и на приватноста. Вие, например, во последниот случај со Карпош, да, треба да се повика системот, институциите кои не реагирале, како довело до тоа, но не сме да се испраќа порака дека се немало избор, не сме да се покажуваат телата без оглед дали се замаглени или не се замаглени, мора да се почитува приватноста и на жртвата и на сите околу жртвата. Особено што имаше и малолетно лице во последната ситуација. Особено, мислам, трагична е состојбата. А јас можам да ги разберам колегите кои што се обидуваат да интервенираат од позиција на псевдоинституција, но не можам да разберам наслови кои што дополнително драматизираат, предизвикуваат, односно ја повикуваат публиката, бидејќи тие ја користат трагедијата за да привлечат публика, а публика значи пари. Значи буквално ја злоупотребуваат трагедијата за лична корист. Имаме ли механизам ние како тоа да го санкционираме, како да го доведеме до ред? Или е сепак само регулацијата е именно тоа. Само регулацијата во своја суштина е алатка преку која публиката, обичниот човек се штити од лошото новинарство, од бескрупулозни медиуми кои што користат личната болка и
трагедија да привлечат реклами, да привлечат публика. Тоа е идејата на саморегулацијата всушност, тоа е, се разбира дека ние немаме санкции, ние само имаме морална осуда, односно мислење дека нешто не е во согласност со етиката на професијата и на медиумското работење. Електронските медиуми, сега од неодамна и печатените и онлайн медиуми, подлежат и на регулација. Тоа е државен апарат, односно државна институција, која казнува, која дава дозволи, одзема дозволи. И ние од неодамна имаме во законот дека и онлайн медиумите се третираат како медиуми. Меѓутоа, што се случува? Во регистарот на онлайн медиуми ќе видите дека има неколку десетици, 40-50 онлайн медиуми регистрирани, а ние де факто имаме над 200-300 медиуми кои се пријавуваат за партиски реклами за време на избори. Значи дека мора да постои начин таа процедура да се олесни и да се санкционираат оние кои не одбиваат да се регистрираат, односно сакаат да функционираат во таа сива зона. Господја Тамара, пред да го заокружиме разговорот, благодарение на вашето долгогодишно искуство во новинарството и медиумите, но и како член на Советот за етика во медиумите во Македонија, вашиот совет до сите новинари и уредници кои што никогаш не може да балансираат помеѓу професионалноста и успех комерцијален на нивниот медиум. Ова најдругарски. Ја не би банализирала, притисокот е навистина сериозен и голем и тој не може да се игнорира, но она што јас секогаш го кажувам е дека нашиот главен ресурс или вредност не е брзината, не е спектаклот, туку довербата која имаме кај публиката. Тоа ако го загубиме, а публиката не е глупава, вие понудете и квалитетна содржина, она знае да препознае. И она што е наш најдрагоцен капитал е довербата. И тоа не смееме да го загубиме. Ви благодариме на разговорот. Темата останува. Се селиме во Прилеп. Колешката Елизабета Митревска за етиката токму во овој простор, меѓутоа малку продолжено со околу некакви се истражувања, некакви состојби, објаснувања, меѓутоа вклучување на многу личности во вакви постапки. Со низиниот соговорник Бети, добро утро уште еднаш и повели. Добро утро од Прилеп, да. Нашата тема е со нашата соговорничка ова утро, етиката во научните истражувања. Од секогаш ова прашање било отворено не само со технолошкиот развој, туку низ децениите наназад. Дали станува збор за медицински, фармацевски истражувања, било кои научни истражувања. До каде е етиката стигната, посебно е отворено сега прашањето со употребата на вештачката интелигенција и се чини ќе биде вечна дилема. Магистер Моника Талеска, член на Друштвото за наука и уметност од Прилеп, денови ви одржа предавање на оваа тема, етиката во научните истражувања. Од секогаш е отворено, би рекле, и од секогаш има можност за дискутирање. Пак, ајде, според вашите согледувања, до каде е етиката и колку се пременува и каде црвената линија кога станува збор за научните истражувања, за истражувачот? Најпрво добро утро вам на дежурната екипа на Македонската радиотелевизија и на гледачите на Македонската радиотелевизија. Благодарам за интересот за темата. Друштвото за наука и уметност од Прилеп одлучи да стави акцент токму, како што рековте вие, на оваа тема. Во време на вештачка интелигенција, глобализација, доминација веќе се поголем простор зафаќа во интернетот вештачката интелигенција. Глобализацијата, интернетот, масовните медиуми, бомбардирањето со информации, дезинформации, од друга страна растечкиот број на универзитети, но и академски кадри со звања, со титула магистер, доктор на науки, притисокот кој што се врши за што поголема продукција на научно-истражувачки трудови, сето тоа допира до интегритетот, до одговорноста, хуманоста и транспарентноста на истражувачот. Оваа тема не е само актуелна, туку таа е суштинска во научно-истражувачката работа, бидејќи етичкиот хабитус на истражувачот треба да биде императивен за него, во исто време етичкиот кодекс на научно-истражувачкиот процес не сме да биде
заобиколен. Имаме некој податок како е кај нас, да. Да, кога зборуваме за македонски рамки, јас направив едно истражување на сајтовите, веб страните на македонските универзитети. 16 имаат се активни од оние што добиле 17 акредитации од Министерството за образование и наука. 2 од овие универзитета немаат достапен, на онлайн немаат достапен етички кодекс, другите имаат. На еден од тие 2 не може да се отвори, можеби постои некој проблем, не знам во моментот. Другите 14 имаат етички кодекс, но она што недостига во сите еден принцип на информирана одговорност, согласност и одговорност. Информирана согласност значи дека оној кој што е вклучен во истражувањето, кога зборуваме за човечки ресурси, мора да бидат доброволно, да се добие доброволна информирана согласност. Постојат низ историјата бројни примери кога во отсуство на овој принцип, етички принцип кој се смета за многу релевантен во научно-истражувачкиот процес, покрај бројните други направени се низ злоупотреби. Почнувајќи од времето на Нирнбергските судења, кога е за прв пат и донесен етичкиот кодекс во човештвото по војната 47 година, преку декларацијата во Хелсинки 64-та, зборувам за минатиот век, завршувајќи со извештајот во Белмонт 79-та година, што значи дека не постои, дури и да нема етички кодекс на факултет, на универзитет, на институт, било каде, не постои алиби за недоличното однесување на истражувачот. А под недолично однесување подразбираме најпрви неадекватно или отсуство на цитирање на наводите од другите соработници. Зашто постои апсолутно, се засега по академската чест на истражувачот во исто време на кадрите кои вложиле свој минат труд во истражувачкиот процес. Плагијатот, фалсификувањето на податоци, фабрикувањето на податоци, измамата, измислиците, станува збор за низ за начин на кој може и се прави. А како тоа да се спречи? Што е најсуштинско? Исклучиво со носење на етички кодекс, усвојување, но и почитување, имплементирање на етичкиот кодекс на секоја научно-образовна установа. Според мене, неопходно е во сите научни установи. Универзитети, институти, секаде каде се едуцира кадар и секаде каде се прават истражувања. Постојано, перманентно, да се прават едукации на оваа тема. Видејќи колку и да е човек, се разбира дека научници од висок ранг, така дека тие се стремат да бидат секогаш одговорни, транспарентни, хумани, апсолутно го имаат во себе вградено етичките норми. Меѓутоа, живееме во време на бројни притисоци, така што треба да се стави акцент на оваа тема, уште побудно да се следи, и во државата недостига конкретно литература на оваа тема. Многу е оскудна литература има на темата етика во научно-истражувачкиот процес. Еве една задача. Предметот се предава на универзитетите, но недостига литература. Сепак, како држава треба да се, бидејќи говориме дека сме држава која сака, која постојано има тенденција да стане член на Европска унија, која што треба во овој случај да имаме соодветна литература на својот мајчин јазик, за да може и кадрите да ја консултираат, комуницираат и да ја користат како прирачник. Оваа тема е широка дефинитивно, значи ни недостасува таа литература. За крај едно краток одговор на едно прашање. Пред нас е празникот на жената 8 март. Има ли тука етика во празнувањето, треба да се спомене или не? Или сме заборавиле зошто е? Постои една сентенца која вели се што не е забрането е дозволено. И јас не сакам да судам сега кој како ќе го одбележи 8 март, меѓутоа сакам да кажам дека не само жената, зборуваме за родова еднаквост, не само жената, и мажот во општество. На овој ден треба на адекватен начин да го изрази не протестот, туку да ја демонстрира борбата за поголема будност на општеството против семејно насилство, против фемицид. Благодарам, Моника Талеска. Навистина за етиката има и што да се зборува, но во секој случај достоинството, вистинитоста и кредибилитетот се најбитни во денешното живење. Студио. Пети ти благодариме. Го заокружуваме овој час до 9 практично. Една минута до второто издание на вестите за утринава. Низ нив ме води колешката Гордана Ѓорчева.